Државните службеници тргнаа на печалба, а дел од бироата во институциите останаа да зјаат празни. Полицајци, лекари, инспектори, економисти и правници. Македонската администрација во лето преку неплатен одмор до привремена работа во странство. Речи се и да нема државен орган на локално или национално ниво, каде вработените не побарале неплатено отсуство. Иако прашањето на Алфа за тоа колку од државните службеници го искористиле правото за неплатено отсуство, стигна до сите министерства и владени секретаријати, повеќе од половина не одговорија. Правото за неплатено отсуство од работа е законски ограничено до 3 месеци или повеќе, доколку работникот е избран да извршува јавна функција, а работодавачот за тоа време е должен да го чува работното место. За вице-премиерот Битики, државните службеници кои земаат неплатено отсуство се непотребни во јавниот сектор, па им порача кога ќе се вратат во септември да си ја бараат среќата во приватниот сектор. Фактот дека може да добијат неплатен одмор, тоа значи дека нивните работни места не се потребни. Јас имам еден друг предизвик, кога ќе се вратат во септември, да истите слободно ги понудиме на приватниот сектор. Ако има такви кои што навистина би сакале да се откажат од луксузот кој што некој им го дал да бидат дел од јавниот сектор, јас го давам предизвикот во септември може да се пријават соодветно на секоја една приватна компанија. Административците во помал обем одат на привремена работа, но затоа оние од приватниот сектор, особено од услужните дејности, тоа го прават во огромен број, па нашите угостители во лето остануваат без кадар, особено без келнери, шанкери, продавачи. Ниту една институција нема точни бројки колку македонци заминуваат на привремена работа и кои се нивните дестинации. Сепак според понудата и побарувачката на работници може да се види дека најголем дел последниве години одат на хрватското крајбрежје. Таму бројот на одобрени работни дозволи за македонски граѓани е зголемен за 60% во споредба со истиот период лани. На Јадранот во моментов работат десетина илјади македонци, и додека за некои најпримамливо е јадранското крајбрежје. За други тоа се грчките овоштарници или централноевропските компании, кои често нудат плати неколкукратно повисоки од македонските, како и подобри работни услови.